неколку застарени руски Т-72 тенкови, 3 или 4 сухои авиони кои последен пат летеле во 2003-та и толку за јавноста. Власта крие што друго Македонија и донирала на Украина, што може вистински да ја помогне, а не да биде застарена опрема која според многумина може да служи само како старо железо во ерата на модерното оружје. Министерката за одбрана само потврди дека владата досега донела 3 одлуки за донација на воена опрема и вооружување за потребите на украинската армија, но рече дека што точно сме дале ќе остане како класифицирана информација, односно државна тајна. Одлуката која ја донесе владата апсолутно представува одлука на суверена и самостојна држава, без оглед на тоа што сме членка на НАТО и сме дел од колективниот систем на безбедност, но владата сметаше дека во услови кога една друга суверена, независна и самостојна држава Украина е нападната, треба да помогнеме водејќи се од општите принципи на самостојност. Од тие причини мотивирани ја донесовме одлуката за поддршка, воена поддршка на Украина во опрема, се разбира и во здружување, затоа што Украина е државата која што беше нападната и која што се брани од агресија. Петровска тврди дека пред да бидат донесени одлуките за донација биле консултирани од Генералштабот, кој дале потврда дека борбената готовност на Македонија нема да се наруши со поклонувањето на оваа застарена опрема. За сега е факт дека Арама останува без тенкови, па дури и таква единица нема во својата формација. Инаку повеќето Т-72 тенкови, но и двата од авионите Сухои беа набавени токму од Украина за време на конфликтот во 2001 година, кога македонската армија војуваше со УЧК.